Почитувани, Пуцко Петров и СДС го труеле народот преку тендери од над 180 милиони евра за 7 години. 180 милиони евра завршиле само на сметката на Пуцко Петров, без при тоа да се пресметаат 167 милиони евра за мазутот кој преку РКМ е испорачан до ЕСМ, тоест РЕК Битола и ТЕЦ Неготина. Доколку се погледне целата сума, се доаѓа до обрт од над 350 милиони евра кои СДС им ги овозможила на Пуцко Петров, Јаховски и РКМ. Имено Асмир Јаховски, Пуцко Петров од СДС како централна и локална власт за 7 години добил над 180 милиони евра во тендери. Пуцко Петров 30 години имал статус на бела мечка во македонското општество, дозволено му било преку тендери да внесува што сака и како сака. Сега, во време на ВМРО ДПМН, ќе се стави крај на неговото криминогено однесување. И СДС, освен да молчи и да стои со наведната глава, нема право буква една да изусти, затоа што криминалите ги правел во нивно време и тие го толерирале. Нивниот судско-обвинителски систем му ги намалува сега мерките за обезбедување присуство. Тоа е истиот систем кој СДС го брани, а почива на погрешните кадри во судскиот совет. СДС свесно го толерирале Пуцко Петров и овозможиле Пуцко Петров и РКМ во набавка на мазот да свртат стотици милиони евра, зашто главна асистенција им правел директорот на ЕСМ во бегство Васко Ковачевски. Пуцко Петров и Јаховски безпрекорно функционираат на државните тендери додека СДС владее и во значаен дел од тендерите тие се и единствен понудувач. Разработената шема на Пуцко Петров и СДС ги чини граѓаните и живот. Секогаш, кога ќе помислиме на загаден воздух, тука е Пуцко Петров и РКМ да не потсетат зошто е тоа така, но и која е причината која не смее да се повтори.